بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الله الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала, створителот на небесата и земјата. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец се до судниот ден. Почитувани браќа и ценети сестри, добро дојдовте на новиот меџлис од меџлисите на фикхот. Како што знаете дека пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол во хадисот што го пренесит Бухарија и Муслим од Муавија ибн Аби Суфјан, велит пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: "Мен юридиллаху бихи хајран юфақиху фид-дин." На кому Аллах субханаху ва таала му го посакува доброто, му овозможува да ја научи или да ја свати верата. И навистина од големите благодати на Аллах субханаху ва таала е човекот да биде присутен на меџлисите каде што се учит Аллаховата вера, а посебно фикхот и прописите на верата, затоа што ние секојдневно имаме потреба за абдестот. И откако што завршивме со прописите за чистотата со вода, потоа прописите за абдестот, и што со вода почнавме со тематиката што е врзана со претходната тематика за абдестот, а тоа е месхот или триење над чорапи. Аллах субханаху ва таала кога го дозволил тоа нешто, и тоа е потврдено во хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, како што знаете дека имам Ахмед рахимахуллаху што рекол: "Немам никаков сомнеж дека месхот е потврдуван од пратеникот салаллаху алейхи ва селем, затоа што се дојдени голем број од хадиси на пратеникот салаллаху алейхи ва селем." И што вели имам Ахмед, 40 хадиси се дојдени од пратеникот салаллаху алейхи ва селем дека тој триел над чорапите и земал месх. А Хасан ал-Басри што вели, 70 мина од асхабите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем ми кажуваат дека пратеникот салаллаху алейхи ва селем триел над своите кожни чорапи и не го негират месхот освен рафидите од шиите. Освен рафидите, една екстремна група во заблуда што се, а тие се рафидите, тие што ги пцуат на асхабите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, а посебно Абу Бакр, Омар радијаллаху таала анхума и Аиша радијаллаху таала анха. Затоа некои од учењаците големи го имаат спомнато месхот и во книгите на акида. Како на Ибн Батта рахимахуллаху таала во својата книга Ал-Ибана фи усул ад-Дияна го има спомнато месхот во книгите на акида. Зашто? Да ти кажи дека имат групи што го негираат месхот, а тие се шиите, а да го негираш еден пропис од верата што е потврдуван со, ние кажавме, не е потврдуван само со консензус на учењаците и не само со суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Некои учењаци што веле дека е потврдуван и со Куран, и тоа со ајетот во сура Ал-Маида. Ако го читаме со кесра wa arjulakum, кажавме дека ако се чита со кесра wa arjulikum, значи триите и по вашите нозе. И почудото е дека рафидиите го негираат месхот над чорапи, а не го негираат месхот над кожа, без чорап. Значи тие земаат месх каде? Над нога, на стопалото, во стопалото како? Без чорап. А тоа е спротивно од суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, и тоа не е потврдувано.
Сите што ги пренесват хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем за месхот, веле дека пратеникот салаллаху алейхи ва селем триел над своите местви како? Не над своите нозе без, значи без чорап, туку над своите местви. И затоа тоа е потврдуван и ова е една леснина од Аллах субханаху ва таала за умметот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Посебно кога е зимно време или пак човекот имат потреба и затоа Аллах субханаху ва таала го имат дозволено човекот кога зема абдес да зема мес, нормално со услови и со прописи како што ги објаснал пратеникот салаллаху алейхи ва селем, и не сме човекот да излезе од тие прописи. Ние објаснувавме што значи дефиниција на мествите, и тоа е пишано кај вас, треба да е негде пишано, освен овде што пишет на книга, јас ви имам кажано и друга дефиниција на мествите, па потоа пропис на триењето месхот по мествите и доказ за тоа, кажавме дека има доказ и од Куранот, зашто овде во книгата се спомнат само од сунетот и консензусот, иџмато на Ахлу сунна вал џамаа, туку постоит учењаците доказ го кажуваат дека е ајетот од сура Маиде што зборуваат за абдесот. Потоа кажавме услови, шартови за мес, триење по местви или други обукви врз ногата која вршат истата функција. А прва е што да бидат облечени над абдес или гусл. Не сме човекот да земат мес ако пред тоа нема земано прво абдес и да ги имат миено своите нозе со што? Со земја. Така? Или со вода? Со вода. Да не спиете затоа, зашто иде читално те ве стави на сон мало. Меѓу да спиеш не е добро. Значи, или да се имаш капено целосно гусл, или пак да имаш земано абдес потполно со све миење на нозете. Ова е првиот шарт. Затоа што го кажавме хадисен на Мугира ибн Шуба, затоа што пратеникот салаллаху алейхи ва селем рече: остави ги, значи местевите, немој да ми ги соблечиш, затоа што бидејќи ги облеков над абдест. Значи ги мие прво нозете комплет, па потоа ги облеков чорапите. После да го покриват пропишаниот дел од ногата кој е должен да го измие, а тоа е стапалото заедно со членките. Значи мора да се покриет. После ќе земиме пропис со дали е дозволено месот со што продзирни чорапи, слаби. Тоа ќе ни дојде покасно. После да бидат дозволени, и кажавме дека ова имат различно мислење на учењаците. Да бидат дозволени, значи да не бидат украдени, да не бидат одземени. Така, него што рековме овде за овој услов, дека има несогласување на учењаците, затоа што тие велат немат врска едното со другото. Затоа што тој гревот го имат за крадењето, а месхот е потврдуван и е валиден. Тој ќе дава одговор за она што ги имат украдено, ама условите од месхот ги имат исполнато. Нормално ова кај ханбелиите, што велат ханбелиите, дека леснината не се зема за оној што прави грев. И не е пропишана леснината за оној што прави грев. Тие велат и намазот не сме да го кратит човекот ако патуваат, например, од овде, од Охрид до Скопје за диско, за грев да прави. Овој не се рачун вид патник, велат, затоа што патувањето негово е за грев. И ова го има спомнато Ибн Кудама во книгата своја Ел Мугни, го има спомнато дека леснината не е дозволено да се земе за човекот што прави грев. И по ова основа ханбелиите велат и месхот исто не е дозволено ако е со нешто, некој чорап или некоја облека или некој било што, ако е го имат украдено или го имат одземано. Добро, после вели да бидат изработени од чист материјал. Според тоа не се дозволува триење по местви ако се изработени од нечист материјал, како што се мествите изработени од свинска кожа или пак од магаре, домашно магаре. Така, или од свила, свилата за
за мажите. Ако зем вид месх со свила, чорапи од свила, дали му е валиден месот или не? Валиден му е според на исправното мислење на учењаци, а гревот е затоа што ги имат облечено она што е харам за него. Свилата е дозволено за кого? За жените. Е забрането за мажите. Добро, која свила е забрането за мажите? Она што е сега современа, што не е од оригинална свила, што се прави од она од животните или од море што го стават она животно, од животно се прави свилата, вистинската свила, тоа е забрането. Него свилата што се прави сега со кимија, со нешто, ова не е забрането за мажите. Јасно? До овде? Ке дојдеме кога го земиме за облеката, тогаш ќе се објасни која свила е харам и која не е харам. После месот да се врши, во ова да се изработи на чист материјал и да се облеквет на чистотија. Добро, ако човекот има чорапи и ги имат облекено тие чорапи кога имаш абдес, потполно чист, зема наве, ги облекви чорапи. Потоа му капит нешто од нечистотија. Дали му е дозволено да земе мес на тие чорапи или не? Ова не е објаснато предходниот дерс. Дозволено му е да земе мес на тие чорапи, но што треба не сме да клањат со тие чорапи, освен кога ќе ја остранит нечистотијата. Јасно зашто пратеникот салаллаху алейхи ве селем додека клањал намаз со асхабите и пратеникот салаллаху алейхи ве селем беше газено со своите чевли или пак како се викаат оние сандали, со своите сандали имаше газено на нечистотија. И му дојде Џибрил, алейхи пратеникот салаллаху алейхи ве селем беше во намаз и не знаеше дека имат газено тој нешто од нечистотијата. Му дојде Џибрил и му кажа и пратеникот салаллаху алейхи ве селем ги острани, ги фрли сандалите. И кога го виде асхабите дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем ги острани сандалите и тие одеднаш. Сите ги фрли сандалите настрана. Значи како беа асхабите во почит према пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Не требаше да му велит. Не, само што го гледа и готово, завршена тема. Тој го направи и тие одма, и тие во намазот. И потоа пратеникот салаллаху алейхи ве селем што му рече ними? Зашто вие го направивте тоа? Че Расулуллах, те видовме тебе и ние го направивме. Рече мене ми дојде Џибрил алейхи селам и ми кажа дека имам газено нешто од нечистотијата, па ги остранив. Дали пратеникот салаллаху алейхи ве селем го продолжи намазот? Го продолжил намазот. Не му се расипил абдесот. Значи абдесот не се расипи ако тебе нешто од нечистотијата ти капит или се валка со нешто од нечистотија. Него, ако знаеш за тоа, мора да го остраниш. Не смеш да клањаш намаз, а ти си нечист во облеката или во чорапите и така натаму. Значи месхот над валкани чорапи, нешто од нечистотија е дозволено, е валиден, но намазот не смеш да го клањаш се дека да ја остраниш нечистотијата од чорапите или пак од мествите. Добро, јасно до овде. Петиот услов, месот да се врши во одредениот временски период, кој за непатникот трае ден и ноќ, тие се 24 сата, а за патникот колку? 3 дена заедно со ноќите. Овој услов го има востановила исламската улема, велит, изведувајќи ги од каде? Од хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, каде што ќе ни дојде сега понатаму. Описот, значи знаете да треба да месхот да се трие на чорапи по горниот дел на ногата. И ви имам кажано дека мудроста од ова не се знаете. Него овде велит причината е како обожување на Аллах субханаху ва таала, затоа што тој наредил така. Имат некои ибадети што ние ги правиме и не знаеме за таа мудрост. Зашто така Аллах субханаху ва таала одредил. Но ние што велиме? Семи'на ва атa'на, слушнавме и се покоривме. Затоа што ние сме верници. Дали ја знаеме мудроста од тој ибадет или не го знаеме, или не ја знаеме мудроста од тој ибадет,
Не е битно. Битно е да му се покоруваш на Аллах субханаху ва таала, затоа што ти си роб на Аллах субханаху ва таала. И ти никогаш мудроста на Аллах не можеш да ја сватиш вистинско сватање. Зашто тој е створителот, а ти си створение. Имам кажа на пример и како телефонот на пример. Еден телефон што е 256 гигабајт и еден што е 1 теба, како се вика тоа, терабајт. Значи овој повеќе збира од овој, така? Добро, кога иде да се полни, збира тој повеќе? Не збират, готово. Вели, те молам, нешто бриши таму од видеото, од сликите, види некои фолдери да се празнат за да ставиш нешто друго. И така и ти. Ти си створени од Аллах субханаху ва таала, ти ма става еден чип колку можеш ти да сватиш. Колку можеш да сватиш ти? Колку што Аллах субханаху ва таала ти ма даде на тебе да сватиш, да можеш да сватиш. И тоа после сватењето и мудроста се зголем вид зависи од ихласот твој, колку си ти искрен со Аллах субханаху ва таала, колку што ти ја бараш знаење, а повеќе искреноста е. Знаењето може мало да ти биде, ама искрениот Аллах субханаху ва таала му дават да види подалеку некои работи. Му дават она се викат по арапски се викат басира. Му дават долго да ги гледат работите, од порано. Затоа учењаците ги гледаат фитните пред да стигнат тука. А оние обичните луѓе, ништо нема да. Шо? Све е окей, во ред. Тој не знае што ќе иде. А тој ги осети уште од подалеку. Значи ако беше верата, што вели Алија радијаллаху таала анху, што вели? Ако беше верата со мислење, каде требаше да земеме место? Каде се валкат ногата, горе или долу? Долу. Но Аллах субханаху ва таала сака ти да земаш, да триеш на твоите чорапи, каде? На горниот дел на чорапите. Сега што велите овде? Ако тој зема долу само месх, валиден му е месот или не? Само долу. Не му е валиден месхот, зашто треба на горниот дел на чорапите. Добро, ако земи ти горе и долу месх, му текна него и горе и долу. Так. Еднош горе, после и долу. Валиден му е месхот, но направил што? Тоа е мрзно, макрух, затоа што не е од суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва салам.